Класичниот танц или балетот комбинира ригорозна телесна техника со уметнички израз за да раскаже приказни, да пренесе емоции и да создаде визуелна убавина. Балетот е комплексно уметничко дело кое вклучува танц, музика, глума и костими. Префинетата естетика на балетот се карактеризира со прецизни, флуидни и елегантни движења, стилизирани пози и употреба на шпиц патики кога станува збор за балерините. Како уметност се појавува за прв пат во Италија за време на Ренесансата во 15-тиот век. Набрзо се пренел и во Франција, познат како дворски балет, каде што за прв пат е представен како спој на танц, поезија и музика. За време на владењето на Луи XIV, балетот станува професионален со основањето на Кралската академија за танц. Но она кое навистина остава белег до денес е рускиот балет. Започнат е во Санкт Петербург, а зацврстен со Мариус Петипа и Чајковски, кои ги создаваат првите руски балети, вистински руски кореографии. Балетските улоги изискуваат огромна техничка прецизност, контрола на телото и движењата, како и супериорна актерска способност, за да успеат да се доловат сите емоции што ги носат со себе тие улоги, но и целата магија што ја содржи балетот. Вечерва со нас, нашата најпозната и најуспешна прима балерина, Тања Вујсич-Тодоровска. Тања, добре дојдовте во Трафика. Добро вечер. Се надевам убаво ве најавив. Па кажавте се, не знам што ќе кажам јас. Имате многу да кажете, затоа што станува збор за една кариера, за една преуспешна кариера од колку? 40 години на сцената? Па не, 25 години на сцена и 15 години педагошка работа. Таа е 40 години на сцената. Еднаш на неа, еднаш зад неа, нели? Интересно е, завршувате балетско училиште во Илија Николовски Луј и веднаш се вработувате во балетот на тогашната Македонски народен театар се викаше тогаш, нели? МНТ беше. Кога всушност почнавте првично со балетот? Да ве вратам назад многу време. Со балетот почнав случајно. Учев во едно прекрасно училиште Невена Ѓорѓева Дуња во населбата Киселов Куда, каде што професорите не инициираа да истражуваме и да бараме тоа што највеќе не интересира. Случајно се запишав во балетско училиште со една моја драга пријателка, и најверојатно моите предиспозиции и резултатите кои во тоа време како дете ги постигнував брзо, ме инициираа да продолжам понатаму со балет. Особено беше и по иницијатива на мојата професорка Елисавета Кушевска, која ми даваше апсолутна поддршка за да продолжам да се бавам со балетот како професија, иако на неголемо задоволство на моите родители. Зашто секогаш е тоа така? Родителите не сакаат керките да бидат балерини, веројатно повеќе сакале да бидете лекар, архитект. Па знаете, јас бев одлична ученичка. Така и затоа. И никако и во осмолетка бев во некакви такмичења по физика, освојувавме награди во екипно, на републичко ниво. Никако интересите ми беа на повеќе сфери и моите родители, нели, како одличен ученик, очекуваа од мене дека јас ќе се занимавам со сериозна професија, а дека балетот ќе ми биде хоби.
Така да не беше големо задоволство на моите родители кога јас решив да станам балерина. Но телото, изгледот, ликот ви е на балерина. Значи тоа од кога прв пат стапна во балетот и ве гледав, тоа е тој лик на една вистинска прима балерина. Така што претпоставам дека веднаш ве откриле колку сте успешна, затоа и веднаш се запослувате и во театарот, нели? А кога станувате прима балерина? Кога веќе веднаш со солистички или од првиот момент? Па знаете што, реално веднаш почнав со солистички улоги. Моето прво соло, иако тоа беше и на еден начин прва улога, беше во Тоа е човек, го работеа Александар Стојановиќ и Марин Црвенов. И тоа беше првата представа, додека втората представа која беше многу значајна, голема, многу комплексна представа, беше представата песни за Легенда за љубовта, која правеше Анатоли Шекира и која беше после мојата специјализација во Киев. Особено сериозна представа, многу комплексна и технички беше за еден млад уметник, но така почна. Потоа се нижеа, нели, улогите. Да, солистички. Кажете ми, кога веќе споменавте млад уметник и тежина на улогите, колку е ригорозен балетот, колку е потребно да се внимава на исхрана, предпоставувам дека премногу, на вежби постојани, изразот, како изгледа една млада балерина кога ќе почне со работата, нели, за да биде успешна, зборуваме? Знаете што, за секој уметник пред се е особено важно да има предиспозиции. Понатаму е особено важно да има добар педагог, кој ќе знае талентот на уметникот да го усмери во вистинскиот правец. И тој педагог да го научи, да го воспита на еден начин својот ученик, дека до целта се доаѓа само единствено со макутрпна работа. Дека се во вашата кариера зависи највеќе од вас. Покрај сите околности што се случуваат, но желбите, целите се исполнуваат единствено со вашиот ангажман. Јас тие сознанија ги добивав од моите педагози. Особено ми беше значена специјализацијата во Киев, каде што имав среќа и можност да работам со едни врвни педагози. Во балетското училиште, каде што реално бев пратена, ми беше Галина Николаевна Кирилова, педагог кој беше ученичка на Ваганова, тогаш имаше 80 и некоја година, која беше во тоа време и директор на балетското училиште, бев еден од ретките стипендисти што доби можност да работи во театарот Тарас Шевченко, каде што работев со Елеонора Стебљак. Таму ми се отворија сосема други видици во однос на балетот. Тоа ќе споменев дека имате специјализација во Киев, но имате уште една специјализација потоа и во Париз, ако не се лажам. Да. Така? И работевте со ученичка на Ваганова, тоа ќе го споменев како кога ќе дојдевме до оној момент на педагогија, една од најбитните школи нели во светот, и во суштина според Ваганова методот играат речиси си така. Да. Се заснувам балетот. Кога зборуваме за кореографии, битен е Мариус Петипа, нели, како кореографот рускиот балет, кој што во суштина не е ни русин, ама живее и работи во Русија, и познати се неговите над 50 балети има направено кореографија на Лебедово езеро, Бајадера, Дон Кихот, она што се уште се игра во суштина
денеска Лебедово езеро е негова кореографија, заедно со уште еден Лев Иванов. Така. Со Лев Иванов од 1895 година датира тоа. Да, тоа е успешната премиера. Предходно имало обиди кои не биле успешни. Кои нели биле исвиркани, не биле прифатени како балет. Реално Лев Иванов и дава една форма која денеска и денеска е популарна. Тоа е формата на раце крилја на лебедот, каде што символиката е пренесена и во танцот, нели? Да, балерините кога излезат со рацете крилја изгледа навистина како лебед. Да. Колку е битна кореографијата? Премногу, нели, за да се истакнете вие како солисти? Кореографијата е особено битна. Знаете, тоа е како во драматургијата текстот, нели? Да. Тоа е базата. Колку е кореографот подобар, колку е кореографот пообразован, тој го поставува фундаментот на работата на еден уметник. Кај нас кореографот е и творец на кореографскиот текст, но е и режисер. Тоа сакав да речем, во балетот е и режисер кореографот, така? Да, тој го одредува и кореографскиот цртеж на сцената. Значи, каде се движиш, со која динамика се движиш, значи, композицијата на движењата, нели? Ги создава тој. Колку е кореографот подобар, толку и темелите за работа, нели? Се многу подобри за создавање на некакви улоги. Многу е важно да кореографот биде сестрано образована личност, бидејќи тој не само што ја поставува кореографијата, тој ја дава суштината на создавањето на ликовите, концепцијата во однос на која треба да се движи развојот на представата. Со еден заеднички тим се создава една естетика, но сепак е тоа негова идеја. Знаете, така да кореографот е особено важен. Работата на педагозите, на играчите, значи на дополнување на идејата на тој човек. Тој дава идеја и за композиторот или за музиката која би тој ја користел во представата. Особено важна личност. Кога почнувате да играте, многу ми е тоа интересно да знам, ве води музиката, па се инспирирате, нели, покрај научените и кореографијата која што се следи, или обратно, играте, а музиката ви е само како додатен елемент на вашите движења? Не, знаете, мора да пусти синтеза од се, затоа и комплексно. Музиката е особено важна за интерпретацијата, не можете без неја. Така. Мора да постои синтеза меѓу движењето и музиката. Музиката која базично, нели, ја имаме ритмот, мелодијата, драматургијата, е составен дел на една изведба. Ритмиката ја дава динамиката на движењето. Значи, мораме да ја следиме, нели? Мелодијата ги одредува карактерите на уметниците. Вие многу често можете по мелодијата да откриете ликот, нели? Секој од ликовите има некаква своја музика која ние можеме да ја откриеме. Додека драматургијата на музиката ја надополнува вашата експресија емотивна. Така да сето тоа мора да биде заеднички да функционира. Ништо не е оделно. Затоа е комплексно. Да, и затоа го споменав ова затоа што има разлика во еден период во македонската опера и балет се игра балетите на снимена музика, нели? Додека не се вклучи повторно оркестарот, така? Да. И сега разликата во играњето на балерините или на балетаните е тоа, играте на веќе снимена музика или
можете да диктирате некогаш и темпо вие додека се изведува делото, предпоставувам, како нели при движења, при вртења и слично. Знаете, во процесот на работа, соработката со диригентот секогаш постои. Значи, кај нас диригентите секогаш доаѓаат на репетициите за да некако го ускладиме темпото. Зашто тоа се случува? Вие имате неколку балерини кои се со различен физикус, кои играат една иста улога. Имате една висока балерина, нели? И имате една пониска балерина која играат иста улога. Динамиката на движење е различна. Должината на движењето е пократка кај помалиот, подолга кај поголемиот. Така да мора да постојат нијанси во однос на темпото. Ете, затоа и прашав. Да, мора постојат нијанси, но тоа се нијанси. Нијанси секако не може да не смееме да дозволиме, бидејќи се губи карактерот на изведбата. Но нијансите секогаш се нивелираат заедно со диригентот. Да, ние имаме прекрасни диригенти со кои секогаш соработката била преубава. Тоа е многу важно, да. Да. Кажете ми, она што се нарекува душа при изведба на еден балет и на една улога ваша што ја имате, претпоставаме многу битно, бидејќи тие нели гримаси, мимики што ги правите додека танцувате, затоа што балетот не е театар каде што ќе кажете со збор, туку вие морате да изразите со мимика, со движење, нели, и луѓето да ве разберат. Колку е тоа важно и колку беше за вас тоа предизвик, нели, како Тања, колку Тања се внесува во една улога и дава од себе и колку е Тања присутна во таа улога. Малку пофилозофски се ве прашам, ако... Не е убаво прашувате. Знаете, балетот е уметност. Токму така. Така да емоциите се неизбежен дел од изведбата. Вие имате наслов, имате класичен наслов. Во текот на една представа треба да прикажете дел од животот на една личност. Знаете, базата е кореографијата, нели? Вие, како уметник, треба да го доведете своето тело до совршенство со работа, нели? За да стане инструмент со кој можете да раководите во начин при изведбата, нели, на движењата кои се бараат од вас. Но доколку не постојат емоции, доколку не постои интерпретација на улогата, доколку не чувствата не проработат и кај публиката и кај изведувачите, тоа не е уметност. Ке видите кукли само кои што се движат. Тоа се празни форми, кои воопшто не се интересни. Знаете, во секојдневниот живот, нели, емоцијата е последица на некакви случувања. Ние реагираме, дали од надворешни влијанија, дали сами кон себе, дали од некакво влијание од некој друг, нели? И тоа го изразуваме со некакви мимики на лицето, нели, со некакви жестови на телото. Така да во кореографијата секое движење треба да представува говор, изразување на некаков текст. Доколку тоа не се случува на сцена, знаете, затоа велиме представата не е успешна. Не е успешна. И публиката не е задоволна, претпоставам, вистинската публика. Не е уметност. Тоа веќе не е уметност. Особено е важна драматургијата, особено е важна интерпретацијата на ликовите. Нашата задача е да преку движењето на телото ја зборуваме приказната. Преку мимиката, пантомимата, нели, има средства кои се употребуваат во балетот, ние
имаме задача да го изразуваме текстот, да ги изразуваме емоциите. Тања, во вашата кариера имате одиграно над 40 водечки улоги, така, и над 300 представи, ма тоа се само едни бројки кои што не е толку битно. Битно е белегот кој што го имате оставено во сите тие улоги. Имате играно сега кој Жизел, Лебедово езеро, Роме Џулиета, Гулнар во Медора во Корсарот, така? Не, Роме и Џулиета. Марија во Бахчисараска фонтана. Тоа ви споменав прегаска, беше прв мој балет каде што отидов од школа, не однесо, ама ќе споменеме за тоа како да ги натераме повторно луѓето да дојдат во театрите и во балетот. Кажете ми некоја случка од овие, дали може да ми раскажете некоја случка од тие улоги, од тие представи, интересна, затоа што знаеме дека се случувале и од типот главен лик може да се повреди 2 часа пред представа, па да го носите да му ја местат ногата, нели имало секакви моменти? Па случаи, не знам, знаете, во текот на кариерата јас имав многу партнери. Еден од нив беше и Константин Костјуков, првенец на Белградскиот балет. Ние често соработувавме и во една прилика, така налага околностите, тој представата беше во петок, тој дојде во четврток навечер и ние двајца моравме повеќе усно, него со проби, да се координираме за да играме представа. Знаете, за наша среќа беше успешна, иако се работеше за Лебедово езеро, која е изузетно тешка, но Константин Костјуков беше изузетен партнер, така да ние соработувавме претходно, се знаевме. И тоа беше голем ризик, но немавме каде. Партнери, да, партнерот ви е многу важен, до силфи да некаде не се ни појавуваат, односно биле само партнери, нели, машките улоги, многу подоцна почнуваат со романтичниот балет, почнува да се... со Жизела. Со Жизела. Дуетот станува. Така, каде што, нели, машкиот лик добива поголема улога. Вие соработувавте и со Чичијашвили, со Горан Божинов, и со... Марин Црвенов, и Зоран... Зоран Велевски, Мерис Пакри, Александар Хаџиманов, многу. Со сите. Многу, да. Долга кариера. Колку е битен партнерот? Премногу, нели? За да премногу излезете и да брилирате и двајцата. Премногу, знаете, во дуетот си во рацете партнерот. Вашата техника, вашата доверба кон него, нели, ви ја дава слободата да се изразите, нели? Вашата техника зависи од способноста на вашиот партнер. Така да не мислите дека ќе ви испушти кога ќе ве крени. Да не извориме за воздушни поддршки, за некакви комплицирани начини на изразување, нели? Така да особено е важно. Значи партнерот е дел од нашата кариера. И знаете, јас многу пати како уметник сум размислувала колку им е убаво на сликарите, што се зависи од нив. Да. Си седнат и ки си нацртат. Кај нас има многу околности кои зависат, нели? Музиката, кореографијата, ансамблот, колку ви е. Ансамблот, нели? Па дали си здрав во тој период, дали имаш некаков проблем, дали... Така да... Кога има настап нема проблем, така се има мора да биде. Има многу влијанија за успех, нели? Имаме две, она што се смета за врв на балетската умешност на една прима балерина е улогата во Лебедово езеро, нели? Имаме Одет, која што е нежна, ранлива, воздушна и злобната и импулсивна, експлозивна Одил. Кај нас е Одета и Одилија, предпоставувам. И тука е она што велат балерината, нели,
се истакнува колку е добра. Колку е тешко да се излезе, сега има нели пауза мала кратка меѓу тие две улоги, ама сепак е во иста вечер се играат две такви силни улоги. Каква е таа трансформација што треба да се направи? Особено тешка, значи Лебедово езеро е врвот на класичниот балет, нели? Треба големо мајсторство. И знаете, треба добар педагог. Ако вие добро влезете во суштината на балетот, имате вистински правец работа, кондицијата можеби е најмалиот проблем. Се работи за две улоги во една вечер. Нели? Белиот символ на убавина, нели? На чистота, да. На чистота, кој треба да се изведува на еден поетски начин. Има правила таму каде што движењата треба да се слеваат една во друга. Никогаш не треба да постои пауза. Так. Знаете? Да. Треба до крајност да се стегнуваат позите, но никогаш да завршат во белиот лебед. Се работи за една љубов, за една искреност, всушност. Се работи за духовното богатство на една личност, за внатрешната убавина во вториот чин. Така, да. Да. Додека третиот чин изискува, ја покажува надворешната убавина. Женската моќ. Значи, Одилија не е зла. Така, Одилија е само злоупотребена од магепсникот, да речеме. Зол е Родбард, нели? Така, магепсникот. Но Одилија е, знаете, доминантна жена која ја користи својата надворешна убавина за да ги исполни своите цели. Самиот влез на Одилија во третиот чин ја искажува незината самоувереност во победа. Знаете? Жените може да бидат многу манипулативни во однос на исполнувањето на своите цели. Концентрацијата на таа манипулација, каде што таа Зигфрид го води во искушение, во прељуба, нели? Е голема во тој чин. Така да, многу нијанси има. Таму движењата во тој чин се изведуваат значи побрзо, динамиката на движењата е побрза, со фиксација, не со штрина, туку со фиксација, со што се покажува доминацијата. И интересно е тоа истражување кога работиш. Многу е интересно. И кога имаш прав патоказ. Имаме бела, црна боја, нели? Нешто што е постојан контраст во природата. Нели? Црното и белото. На едно место, во една представа. Интересно, многу. Ама треба и да се подготвите, нели, и ајде, нели, ова физички, психички улогата и се, туку и вистински на сцената, нели, бел лебед играте, па играте црн лебед, па потоа на крајот Повторно бел. Повторно бел. Тоа треба да се тргне, да се смени шминка така, нели, да се направи во целата таа замена во тој краток период. Споменувате цело време педагогија, добар педагог. Кажете ми за вие каква бевте како педагог и бидејќи имате, да не заборавам, постдипломски завршивте и педагогија кај нас на Филозофскиот факултет. Значи, претпоставувам со цел да бидете уште подобро и подобро да навлегувате во она што за балетскиот дел е јасно колку сте способна и колку сте можеле да пренесете. Што им пренесувавте? Што сакавте да смените или да избришете кај балерините и балетаните кои што ги подготвувавте? Јас почнав со педагогија да се бавам веднаш со завршувањето на мојата кариера. Сите ние во својата кариера имаме и некакви добри, лоши моменти, нели? Некакви работи кои може би ни пречеле, нели?
кои не ни овозможувале уште повеќе да можеме да направиме резултати. Јас тренав прво со таа цел да им овозможам на моите ученици што помалку проблеми, нели? И да целото своје искуство и знаење максимално им го дадам, безрезервно. Така да тргнав полека, но работата понатаму се ширеше, имав цела една екипа на млади уметници, значи за прв пат почнав да работам со Александра Мијалкова, Горан Полижинов, Кире Павлок, потоа се редеа Мими Попалексова, Марија Хичевска, Димитри Чеботар, така да Бобан Ковачевски, да не го заборавам особено. И така да се ширеше бројот, нели? Резултатите што ги постигнуваат тие деца, мене ми дава иницијатива јас што повеќе да, нели, да осознавам, да се надградувам, бидејќи знаете, како што рековме и преска, се случува да во еден ден имате 3 балерини кои иста улога пробаат, но сосема се различни и по карактер, и по физички предиспозиции, а вие сте должни најдоброто, најквалитетното да го извадите од нив. Интересен процес, особено интересен процес, за мене беше интересен, провокативен. Јас се трудев максимално и себе си да се надградам, нели? Учев, читав. Како сите професори добри, тоа го правиме. Читаме, учиме постојано, да. Постојано. Така да многу е важно тоа да се надградува и педагогот. Имав прекрасни ученици кои направија прекрасна кариера. Звезди на македонската сцена. Да, Горан Божинов, Александра Мијалкова, навистина се... Јас со Горан реално повеќе играв него... Од него што го учев. Да, немав што да го учам. Тој во тој период беше повеќе партнер на младите балерини кои почнува. Прекрасна личност, кој и како партнер и како човек, нели, кој во секој случај помагаше и во секое време. Така да среќна сум што имав прекрасни соработници во театарот, прекрасни луѓе израснаа од нив, нели, и како уметници и како луѓе. Тоа е најубавото за еден професор да нели да извадиме некои што можеби и подобри да станат од нас, што е... Тоа е целта. Да, тоа е целта, да бидат, да не надминат и нас како професор. Ако генерацијата што доаѓа после нас не е подобра од нас, не сме успешни. Да. Сликата што е зад нас е од последната ваша представа за 25 годишнината од кариерата, Ана Каренина е, и сакам да прашам ова, секој уметник има некоја улога што го обележува. Не знам, Марија Калас, например, е каста дива. Тоа е тоа. Нуреев е како Албрехт во Жизел познат, нели, сите улоги му се одлични, ама која е вашата звезда улога? Која е вашата на потпис што би оставиле како што сметате дека ви е не знам, знаете. Сите се важни и сите се убави, тоа. Да, знаете, јас према секоја улога пристапував еднакво. Имате публика која во текот на кариерата, нели, ја прати вашата кариера. Така, и за публиката е останата некоја улога. Но, имате и различни мислења. Знаете, за едни е тоа лебедот, нели? Одета Оделија, за едни е Жизела, за едни е Песни за љубовта и смртта, една многу сериозна улога. За едни е мојата последна представа Ана Каренина. Но
Тоа е баш убаво. Да, убаво е. Значи имате повеќе звездени улоги, тоа е многу... Тоа е убаво. Многу е битно. За Ваганове споменавме како еден метод, друг еден таков е и Џорџ Баланчин, односно грузиецот кој што нели има воведено многу. Шпицпатиките се воведени претходно за прв пат во Силфида. Силфиди. Во Силфидата, така? Да, во Силфиди. Шопенијаната, шпицпатиките, качување на прсти, да. Што е шпицпатиката, да им кажеме какво мачење е тоа за вас или... Па да, тоа се едни патики кои на врвот имаат гипс, Така. нели? Кој не е многу пријатен, но се навикнуваш на него, тоа е. Имате плускавци, имате ранички, имате, нели, носите? Да. Знаете, ние велиме во балетот уште од најмладите години дека здравието е најважно. Знаете, нели? Ние секогаш кога сме повозрастни велиме здравието е најважно, нели? Тоа е среќата на животот. Но кај нас е тоа уште почетокот на кариера, бидејќи еден плускавец може да направи огромен проблем. Знаете, да не можете да ги облечете патиките, да не можете да функционирате. Да не збориме за некакви повреди кои се многу покомплексни. Да, поврзани сте со тоа, нели со балерините се поврзани повредите, истегнување на мускул, лигаменти, кичми колени, кичма колена. Да. Така натака. Добро што сте цели постојано, нели, затоа што на толку движење. Порано балерините некако беа како да објаснам, јас кога бев тинеџер и во тој период, се сеќам кога во дискотека кога ќе влезевте, кажува, влегоа балерините, значи имаше една сосема градот, целиот град живееше со балерини, ги познаваше. Сега има ли таков, малку е се сменето во поглед на тоа, нели? Нема веќе такви како што бевте вие, што излегувавте, што бевте познати во градот. Сега некако... Па има. Има? Има. Само што ние не сме во... Знаете, ние не сме таа генерација. Има. Знаете, ние како уметници го носиме теретот и надвор од театарот. Секако, затоа реков, значи вие бевте познати како градски ликови кои што не беа само на сцената, туку бевте, нели? Истото се случува сега, прекрасно изгледаат младиве девојки и верувам дека нивната популарност е во нивната генерација. Така, добро. Драго ми ако е така. Како да го доближиме повторно балетот? До да речеме помладата. Има постојано, гледам дека и се појавува помлада публика, но како нас не носеа од училиште, така и се влюбив, нели, реков Бахчисарска фонтана ја гледав со вас. И од тогаш почнав да одам во балет, да гледам представи. Што можеме да направиме, што може да направи балетот, да организираат ли повторно или не знаеме за тоа? Организираат. Да, има посетеност. Има посетеност на балетските представи. Знаете, секоја квалитетна представа, професионално изработена, има публика. Нема никаков проблем. Има посетеност на младите. Мислам дека се уште постои таа организираност од училиштата, нели, од средните осмолетка, нели, во зависност од представата. Така да има посетеност. Тука постои уште еден момент. Доста наши колешки имаат отворено приватни студија, каде што работат мали деца и тие се потенцијално или публика или кадар. Тоа ќе прашав сега, дали некако имаме, ама еве ми одговоривте, дали имаме, нели, или може да се отиде по основните училишта, сигурно има деца кои што имаат таленти кои што никој не им го открил. Јас сум сигурен во тоа, дека некој треба да ги подтурне, нели? Не сите родители ги подтурнуваат своите деца ако се талентирани. Моите. Како вашите што не сакале, не може не може да играте балет, не може. Пред да заборавам да ви подарам еден мој превод, ќе ви се допадне затоа што се зборува за јаки жени.
нешто што Благодарам. е многу важно во животот. Прекрасна подарок. Без оние моменти на жената кога може да манипулира за да за да постигне. Тања, имате ли некој збор што го користите често? Не. Каква сте приватно? Еве, бидејќи вашата професија е нешто што изискува многу работа. Вие сте, како што зборувавме, сте седеле по 12 часа во театар, нели? За да ги подготвувате или за да се подготвувате вие за представа? Колку приватниот живот страда поради тоа? Пак, приватно сум обичен човек. Знаете, јас сметам дека професијата не може да не привилегира. Сите не имаме различни професии и во тие професии успешни луѓе. Па, тие не го демонстрираат тоа, нели? Надвор од работата. Така да мислам дека и во нашата професија, нели, привилегија не може да биде во приватно. Професијата не може да биде привилегија во приватниот живот. Привилегија само во смисла на сте позната, нели, Не, да препознаваат. Ве разбирам, јас кажувам како вие ја како го се чувствувате толкувам тоа. така, преубаво, да. Обврските се секојдневни. Нели, како и секој човек, нели, имате Да, дома да. обврски, имате купувате чистите Чиста пере, пепелашка, нели, дома. Така да обврските се секојдневни. Јас сметам дека тоа што го работите на работа треба да остане зад вратите кога ќе напуштите театарот, нели? И тоа што е дома треба да го оставаме кога ќе влеземе на работа. Да. Така? Сметам дека пренесувањето на домашните проблеми на работа е многу погрешно. Да, исто. Бидејќи тоа никого не го интересира. Публиката не ја Дали не сте интересира испрала дома? Не, публиката не ја интересира каков Точно. проблем имате вие Да. во моментот. Имаме уште многу малку време. Кој ви е омилено сеќавање од детството? Ако се вратите назад. Па јас имав прекрасно детство. Така и мислев за тоа И сите моменти ми се милени. Јас живеев во една населба во која се дружевме, групи деца, комунициравме, останавме пријатели до ден денеска, комуницираме. Едни прекрасни луѓе, успешни луѓе и ден денеска сите во своите сфери. Така да имам преубави сеќавања и на моето основно училиште, на моите пријатели од детството, кои денеска ми се пријатели. Да. Пардон. Ако можеме да ја сумираме, уште ова сакам да прашам, вашата кариера во една единствена слика или едно единствено движење, кое би било? О, комплицирано прашање. Па, Скок. па не знам, не можам во моментот да го сублимирам тоа. Бидејќи вие имавте навистина кариера која што ја познаваме сите, ја се надевам дека и сите вечерва што не гледаат знаат која е Тања Вујсич Тодоровска и што остави зад себе како професионалец, како прима балерина и како педагог, но првично како прима балерина. Знаете, може би не можам да сублимирам во едно движење, но можам да кажам дека секој што сака да постигне успех во животот треба првенствено да се посвети кон себе си, работата, знаењето, бидејќи какви да се предизвиците во животот, никој не може да ви го одземе знаењето. Знаењето и вашите вештини ги отвараат и новите патишта кон успеси. Така да би препорачала да сите млади луѓе вложуваат во своето знаење, бидејќи тоа е најголемото богатство. Ви благодарам многу за учеството.
Ми беше Ви задоволство. благодарам на поканата. Ми беше задоволство. Беше вечерва со нас Тања Вујсич-Тодоровска, прима балерина и балетски педагог, да не заборавиме. Јас ви предлагам да посетите Националната опера и да изгледате некои од балетите од сиот тој раскош кој што го представува балетот и да дозволите да ве плени и да ви ги разбуди сите сетила. И како што рече Тања, вложувајте во своето знаење, вложувајте во љубовта кон уметноста и до следната емисија Трафика ви посакувам убави денови.